Исламот е вистина ви представува. Шехадетот кој го изговараш само со збор не е доволен услов за да постанеш вистински верник. Затоа што шехадетот носи со себе три важни услови кои што секој еден муслиман мора да ги исполни. А тоа се изговарање на шехадетот, потврдување со срцето и практикување со дела. Аллах субханеху ве таала сака нешто повеќе од тоа, само да го изговараме шехадетот со зборови. Бисмиллахир рахманир рахим. Ехасибен насу ен јутреку ен јакулу аменна ва хум ла јуфтанун. Зарем луѓето мислат дека ќе бидат оставени на мира ако кажат ние веруваме и дека нема да бидат ставени на искушение? Мислиш ли дека е доволно само да кажеш јас верувам, јас имам чисто срце, јас сум муслиман? Мислиш ли дека Аллах субханеху ве таала нема да те стави под искушение? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. А ние на искушение ги стававме и тие пред нив, па Аллах навистина ги знае тие што вистината ја говорат и тие што лажат. Аллах е сезнаен, тој знае што имаш во твоето срце, без разлика дали тоа го сваќаш озбилно или не. Тој го знае тоа кој колку од нас се труди. Аллах субханеху ве таала ќе ти покаже на сунниот ден тоа што си го направил, колку искрено си го направил. Тој ќе ти покаже на кој степен е твоето верување и спрема степенот на твоето верување ќе бидеш награден или казнет. Ова е причината зошто Аллах субханеху ве таала не има створено. Целиот наш живот е искушение. Кога и да кажеш јас сум муслиман, ќе бидеш ставен под искушение. Со тоа што ако бидеш цврст во верувањето, ќе бидеш и обилно награден. Дали ти тоа го посакуваш или не, дали ти одговара или не, секако ќе бидеш искушен. Едните од нас ќе бидат повеќе искушени, а другите од нас ќе бидат помалку искушени, според волјата на Аллах субханеху ве таала. Зарем не беше искушението на Адем алейхиселам, тоа што шејтанот го наведе да се приближи кон забранетото стебло? Зарем не беше искушението на Нух алейхиселам, неговиот син, кој поради својата непослушност постана неверник? Зарем искушението на Лут алейхиселам не беше неговиот хомосексуален народ? Зарем не беше искушението на Иса алейхиселам, тоа што евреите го предадоа? Зарем не беше искушението на Јусуф алейхиселам, тоа што неговите браќа му завидуваа и посакуваа да го убијат? Зарем не беше искушението на Муса алейхиселам, фараонот? Зарем не беше искушението на Мухаммед салаллаху алейхи веселем, водичите на Мека, кои вистината ја негираа, против него се бореа, разни лаги ширеа и дури го каменуваа? Сега те прашувам тебе, што е твоето искушение? Дали твоето искушение се парите? Дали твоето искушение е твојот автомобил? Дали твоето искушение е твојата недозволена врска, од која не можеш да се разделиш? Дали твоето искушение е твојата скржавост? Дали твоето искушение е твојот хиджаб? Што е твоето искушение? Нашите искушенија се повеќе или помалку луксузни проблеми. Знаеш ли твоите муслимани браќа ширум светот со што си искушани? Нивното искушение е тоа што немаат струја, додека ти имаш и повеќе од тоа што ти треба. Нивното искушение е тоа што немаат вода, додека ти можеш да одбереш дали водата ја сакаш топла или ладна. Нивното искушение е тоа што нивните деца ги бараат под рушевините на бомбардираните куќи, додека ние своите деца ги имаме во топол дом. Некој мора да работи по цели денови за да спечали парче леп, додека ти изобилно ја расфрлаш твојата храна. Тие немаат доволно облека, додека ние понекогаш не знаеме да одбереме што да облечеме. Но не се растажувај, биди цврст и убеден во твојот изговорен шехадет.
Allah subhanehu ve ta'ala ni vetil olesnuvanje vo Kuranot i to a ne jednaš, tuku 2 pati. Fe inne me al usri yusra, pa na vistina po sekoja teškotija doage olesnuvanje. Inne me al usri yusra, na vistina po sekoja teškotija doage olesnuvanje.